Хотелиерите од Охридско-Струшкиот регион во небрано. Сред сериозна енергетска криза, кога им стигнуваат и 10-кратно повисоки сметки за струја, не можат да инвестираат во поставување на фотоволтаични електрани. Иако тоа е единствениот начин да опстанат и да го ублажат енергетскиот удар, безмалку сите хотели на ривиерата не можат да добијат градежна дозвола за монтирање на фотонапонски постројки, бидејќи се наоѓаат на 50 метри од брегот. Ги кочи планот за управување со светско природно и културно наследство на Охридскиот регион, кој градот го донесе под притисок на УНЕСКО. Зборуваме за објекти кои имаат имотни листови кои се изградени пред 50 години. Сега имам проблем, треба да го менувам проектот, да види 50 метри од езерото, оддалеченост првиот панел, фактички поставување на првиот панел. И то морам да го сменам за добивање на таа дозвола за градежна дозвола за поставување на панели. За мене тоа е апсурдно затоа што кровот ако течи не смеш да го поправиш. Значи треба да го оставиш да тече. Тоа е апсурдно. Ние само ја менуваме бојата на кровот, ништо не правиме. Нити темели градиме, нити по објекти покрај зона. И инвеститорите и домашни и странски кои имаат интерес да вложуваат во изграда на фотоволтаични електрани во Охридско се откажуваат. Поднесени се неколку иницијативи, но штом ќе добијат одобрение и ќе увидат колкав простор од парцелата може да искористат, веднаш се откажуваат, велат од секторот за урбанизам. Ние имавме случај кога заинтересирани странки се јавуваат со информација дали за 10 хектари ќе се применува планот за УНЕСКО. Тоа што значи, ако инвеститорот купи 100.000 метри квадратни, само на 40.000 може да постави фотонапонски панели. На 60.000 метри квадратни не може ништо, тука останува, тука се замрзнува. Значи тука економската исплатливост на инвеститорите не ја гледаат бенефитот инвестиции кај нас. Со Законот за енергетика од 2019 година на пазарот на енергетика може да учествуваат физички правни лица и таа можност досега ја искористија многу инвеститори кои во Македонија изградија околу 200 фотоволтаични електрани, но не и во Охрид. За да не биде Охрид единствениот град во држава кој е хендикепиран да го користи овој начин за снабдување со струја, градските советници донесоа одлука со која од планот за управување со светско природно и културно наследство на Охридскиот регион се изземаат парцели во опфат на урбанистички план, на кој би можело да се постават фотоволтаични системи. Но тоа не важи за хотелите.